Опозицијата континуирано обвинува за мешање на партијата со државата, а нивните представници во институциите ги користат институционалните ресурси за партиски активности, пишува Министерката за информатичко општество и администрација во отворено писмо до мисијата на ОПСЕ ОДИХР. Арсовска Томовска обвинува и дека во државните институции се одржуваат пресконференции на кои се промовираат партиски политики и дека врз вработените во јавниот сектор се врши оркестрирана политичка злоупотреба. Преку дел од медиумите се врши политичко етикетирање на вработените. Истите се нарекувани со погрди зборови, крлежи, штетници, корумпирана стока, а институциите штали. Истовремено, претходно дадените изјави за бркање од работа од хигиеничар до министер се прави обид да се неутрализираат со новата изборна платформа на опозицијата. Гордо дадени ветување дека никој нема да биде избркан од работа, како тоа да е највисок политички дострел. Ова говори за фактот дека на вработените се гледа само како на број на гласачи. Според Арсовска Томовска, опозицијата прави ефтин политички маркетинг, создавајќи перцепција дека врз вработените во јавниот сектор се вршат притисоци од страна на власта, со секојдневни активности, пресконференции, неовластено прибирање на пријави и изнесување шпекулации. Додека опозицијата вели држете го крадецот, постојат сериозни индиции дека во општините со кои раководи, во работно време ги користи вработените за снимање на партиски спотови и за делење на летоци за отварање на партиски штабови. Ова не се злоупотребува од страна на Министерството, оставено е на надлежните институции да ја утврдат фактичката состојба. Во писмото министерката забележува дека досега ниту една институција надлежна за изборни регуларности нема официјално информирано за пријавен случај на изборен притисок, уцена или закана, и доколку има такви изолирани случаи, треба веднаш да се процесуираат, за да не се наруши кредибилитетот на изборите и да и се наштети на државата. Ова писмо на Арсовска Томовска следува по вчерашниот периодичен извештај на ОПСЕ ОДИХР, каде меѓу другото се наведува за притисоци врз администрацијата. Повеќето политички партии започнаа со мобилизирање на своите избирачки тела пред почетокот на официјалната кампања на 21 ноември. Предизборната атмосфера е генерално мирна, со забележани мал број на изолирани инциденти. НМИ на ОПСЕ ОДИХР беше известена за случаи на наводни притисоци врз вработените во јавната администрација да поддржат одредена политичка партија. Во извештајот има и забелешки дека ДИК често одржувала и затворени работни седници на кои предмет на дискусија биле суштински прашања. Во однос на избирачкиот список, во извештајот стои дека и покрај критиките во однос на теренските проверки, голем број соговорници на ОПСЕ ОДИХР сметаат дека довербата на јавноста во избирачкиот список е зголемена, бидејќи досегашниот процес на проверка резултирал со огромен број барања за корекции. Мисијата од 7 ноември започнала и со квантитативно и квалитативно следење на медиумите. Во извештајот се истакнува само цензура кај медиумите како резултат на политички притисок и случаи на провокации и вербални напади врз новинарите.